Состојбата по пожарот во Трубарево се смири. Пламен нема, а веќе ниту чадење, благодарение на брзата и организирана акција од надлежните. Претходно владата забрани пристап и движење во зоната на пожарот, а следните 7 дена акредитирана лабораторија ќе врши 24/7 мониторинг на квалитетот на воздухот. Институтот за јавно здравје најави дополнителни анализи на почвата и водата, но како што информираа оттаму, досега нема отстапувања во параметрите за радиоактивност. Инаку утрово определен е притвор во траење од 48 часа на четворица осомничени за пожарот. Од судот велат дека се испитува и потенцијална одговорност и на други лица. Од денеска, учениците од 4 училишта во Газибаба, во близина на пожарот во Трубарево, неделава ќе следат онлайн настава. Во пожарот кој избувна во рециклаторен центар за опасен отпад, повредени беа 4 лица. Македонија има неспособна власт која раскажува приказни додека горат депонии и фабрики, а граѓаните ја плаќаат цената со сопственото здравје, соопшти СДСМ во врска со пожарите. Тие додаваат дека власта се крие зад измислени приказни за хибридни напади. ВМРО ДПМН експресно одговори: лицемерно е да правиш паника преку ден, а ноќе да тераш забави во општина Центар, каде пола раководство на СДСМ расположено играше и пееше. Рекордни 312 листи на кандидати за градоначалници и 575 листи на кандидати за советници на општините и градот Скопје се пријавиле за локалните избори следниот месец. По завршувањето на рокот за кандидирање, Државната изборна комисија информираше дека покрај за Скопје, каде што ќе има 18 кандидати, најмногу кандидатури за градоначалник има во Струга, 9, и Куманово, каде што 8 кандидати ќе се борат за местото градоначалник. ДИК информираше дека по проверките, потврдените листи ќе бидат објавени најдоцна до 20 септември. Редоследот на кандидатите ќе се утврди со ждрепка најдоцна до 25 септември. Пратеникот на Левица, Сашко Јанчев, бил приведен по сообраќајна несреќа што се случи викендов во Илинден, во која 2 лица малолетници се здобиле со повреди. Едно од нив се наоѓа во животна опасност. Левица ги дементира гласините дека пратеникот Јанчев бил под дејство на алкохол и возел со брзина над дозволената. Туку мопедот удрил во Јанчев, а бил нерегистриран, неосветлен и управуван од малолетник без дозвола. На пратеникот привремено му се одземени пасошот и возачката дозвола. По повод 6 месеци од големата трагедија во Кочанската дискотека, утре ќе се организираат мирни протести во Скопје и Кочани. Скопскиот собир е закажан на плоштадот Македонија во организација на граѓанското движење кој е следен и студентски пленум. Овие собири имаат за цел да се оддаде почит на 62-та згаснати животи и над 190-те повредени, но и да се изрази незадоволство од досегашниот тек на институционалната разрешница. Заклучно до петок, вкупно 3954 граѓани се пријавиле за субвенции за набавка на инвертер клими уреди. Големиот интерес што го покажаа граѓаните е заради поволностите возможени од македонската влада. Од пријавените во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, 2375 апликации се поднесени од домакинства со ниски приходи, а 1579 од домакинства во кои единствен приход е пензија. Повикот е отворен до 5 октомври. Билјана Драгичевиќ Пројковска ја доби наградата за најдобро актерско остварување на 33-тото издание на меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков, кој се одржа во Струмица. Наградата ја доби за улогата на Корин Фел во представата Гидеоновиот јазол од Џона Адамс во изведба на Драмски театар од Скопје. Силно невреме со дошти и грмотевици синоќа ги погоди Белград и околината. Поради обилните врнежи, дел од улиците во Белград беа под вода, а сообраќајот се одвиваше отежнато. Во затворениот привремен центар за мигранти во Крит веќе има над 1100 лица. Крајбрежната служба на Грција соопшти дека само во петокот биле спасени 372 мигранти во морскиот дел околу Гавдос. Поради зголемените приливи, грчкиот парламент донесе 3-месечен амандман што суспендира поднесување барања за азил за лица од Северна Африка со цел да се намали бројот на мигранти.
Најмалку 50.000 луѓе учествуваа на демонстрациите на Републиканската народна партија во Анкара, организирани пред денешното судско рочиште за евентуално поништување на одлуката за избор на незиното раководство. Поддржувачите, облечени во маички со ликот на Ататурк и со турски знамиња, протестираа против она што го нарекуваа пуч против партијата. Лидерот Озгур Озел изјави дека владата не сака демократија ниту правда, бидејќи со нив би се разоткриле незините злосторства. Украински беспилотни летела ја нападнале рафинеријата Кириши во регионот Ленинград, една од најголемите нафтени постројки во Русија, предизвикувајќи пожар кој бил изгаснат. Гувернерот на областа Александар Дрозденко изјави дека биле соборени 3 дрона, а паднатите остатоци го запалиле објектот, но нема повредени. Украинската команда потврди дека стои зад нападот и го нарече успешен. Рафинеријата Кириши годишно обработува околу 17,7 милиони тони сурова нафта, што представува 6,4% од руското производство. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков убиството на американскиот десничарски политички активист Чарли Кирк го опиша како последица на поларизацијата во американското општество. Работа на американските органи за спроведување на законот е да откријат дали станува збор за изолирани случаи или за тренд, што би било многу полошо. Но вистина е дека општеството во моментов е екстремно поларизирано, рече Песков. Христијанско-демократската унија на германскиот канцелар Фридрих Мерц е победник на локалните избори во Северна Рајна, Вестфалија, со освоени 34,6%, додека Социјалдемократската партија постигна најслаб резултат досега со 21,9%. Најголем раст бележи деснопопулистичката алтернатива за Германија, АФД, која освои 16%, тројно повеќе од претходните избори. Резултатите имаат и национално значење, бидејќи покажуваат тренд на раст на АФД, која веќе е најголема опозицијска партија во Бундестагот. Некои германски политичари дури повикуваат и на можност за забрана на партијата. Викендов во Лондон се одржа една од најголемите десничарски демонстрации во поновата историја на Велика Британија, организирана од антиимигрантскиот активист Томи Робинсон. Полицијата соопшти дека на маршот Обединете го кралството учествувале околу 110.000 демонстранти. Тие носеле британски, англиски, американски и израелски знамиња, како и капи со надпис МАГА, извикувајќи слогани против премиерот Кир Стармер. Дел од присутните исто така го скандирале и името на неодамно убиениот десничарски активист Чарли Кирк во САД. Во двонеделните протести на непалската младина загинаа најмалку 72, а над 2100 лица се повредени. Материјалната штета се проценува на 3 трилиони непалски рупии, што е половина од БДП на земјата и поголема од штетите предизвикани од разорниот земјотрес во 2015 година. Според демонстрантите, најчесто млади од 17 до 27 години, протестите биле против корупцијата и за ново професионално раководство без политички наследници. Владата падна под притисок на бунтот, но немирите оставија длабоки економски последици. На сметки во германските банки се наоѓаат 4,2 милиарди евра кои официјално немаат собственик. Станува збор за заборавени сметки чиј собственик починал без наследници или сметката не е евидентирана во документи. Сметка се смета за заборавена доколку банката не успее со години да воспостави контакт со клиентот. Вообичаено се затвора по 30 години, но ако по 45 години се појави собственик, банката мора да ги врати средствата.